Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 80 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве го изборот што го направивме за вас со колешката Маја Перовска. Стари човечки коски оставени во вреќана патека во гробиштата во Бутел и одамна починатите заслужуваат достоинствен третман. CNN: Македонија е достојна за поголемо туристичко внимание. Председателката Силјановска Давкова кај Речеп Тајип Ердоган: Турција секогаш била наш близок пријател. На Македонија треба да и бидат дадени гаранции против идни блокади, шефот на белгиската дипломатија за деблокирање на преговорите со Европската Унија. Призна дека зел 50.000 евра за поволна пресуда, му се закануваат 15 месеци затвор. Адвокатот Фехми Сафа се спогодил со обвинителството. Кризната состојба за горивата продолжува. Ризици во снабдувањето со нафта до 20 јули. Се може да се смени, само СДСМ останува прогонител. Македонската асоциација на новинари одговори на кривичната пријава од опозицијската партија. Скандалозна поделба на државен имот. Службеник осомничен дека делел земјиште со фалсификувани документи. Снимал воен конвој на криволак. Кривична за 21 годишен жител во Неготино. Во обид за пропаганда, пратеник на Вреди сам откри дека владата го крши законот за јазиците, тврдат од ДУИ. А на самиот почеток да ја чуеме и следната вест. Сообраќајна несреќа со материјална штета предизвикал македонски државјанин, возач на камион на регионалниот пат Солун-Калохори, кој возел под дејство на алкохол. Возачот бил уапсен, изведен пред суд и осуден на затворска казна од 15 месеци со можност за откуп, јавува дописничката на Македонската информативна агенција од Атина. Според грчката новинска агенција Ана МПА, 49 годишниот возач, државјанин на Македонија, сообраќајната несреќа ја предизвикал во петокот, а при направениот алкотест бил утврдено дека консумирал алкохол над дозволеното ниво 0,76 и 0,78 милиграми на литар воздух. Возачот бил изведен пред суд за прекршоци во Солун, каде што бил прогласен за виновен за опасно возење и возење под дејство на алкохол и осуден на 15 месеци затвор со можност за откуп, а било одлучено казната да се претвори во парична под 10 евра дневно. Против пресудата, како што објавува грчката агенција Ана МПА, поднел жалба и бил пуштен на слобода. Го закачив ретровизорот на паркирано возило додека поминував. Жал ми е, но не можам да го вратам времето назад, рекол според Ана МПА во својата одбрана 49 годишниот возач на камион.
mladi se zaljubile, zazdravim ge da nazdravi me. Скопјанка и незиниот малолетен син за време на посетата на градските гробишта Бутел во Скопје на вториот ден на Великден наишле на вреќа со човечки коски оставени на патека. Во близина имало и свежо прекопан стар гроб, најверојатно ескумиран по истекот на законскиот рок од 10 години, доколку не се плаќа гробарина, од каде веројатно потекнувале коските. Наоколу немало никој од вработените во погребното предпријатие АД Бутел да објасни од каде се коските и што се прави со нив. Скопјанката Амела Мемиш Апостоловска, дипломиран психолог и мајка на 2 деца, го објави своето вознемирувачко искуство на Фејсбук и предизвика бројни реакции во јавноста. Таа е посебно иритирана што човечките коски биле едноставно фрлени во бела вреќа, обележани само со број, без име и без достоинство. Во објавата Апостоловска наведува дека додека била со своите деца на гробот на својот татко, незиниот син се сопнал од белата вреќа, оставена во непосредна близина на гробното место. Првично помислиле дека станува збор за градежен материјал, но при обид да ја тргнат вреќата сватиле што има во неа. Ги допревме со раце, мислевме дека е градежен материјал и во тој момент свативме што има внатре. Човечки коски, пишува Апостоловска во објавата. Во своето сведоштво таа укажува дека и покрај законските процедури за есхумација по одреден временски период, тие подразбираат достоинствено постапување со останките. Ниту еден закон не дозволува човечки останки да бидат оставени на патека и да бидат изложени пред деца и семејства, наведува Апостоловска, додавајќи дека ваквата состојба не може да се оправда како нормална процедура.
Во објавата таа поставува и директни прашања до надлежните. Дали ова е начин на кој се постапува со мртвите, кој го дозволил ова, каде е контролата, барајќи одговори и реакција. По објавата следуваа бројни коментари на граѓани кои изразуваат револт и повикуваат на институционална постапка. Дел од нив оценуваат дека станува збор за срам, непочит и некултура, додека други бараа случајот да биде пријавен и испитан од надлежните органи. За наводите изнесени во објавата засега нема официјална реакција од надлежна институција. Kriješ od mene, minam li jaz kraj tebe, molam srce da ne prepukne. Vreme keni pomine, mladost keni ovene, drugi nekoj like ljubi me. Za sve što ednaš ne si rekov me. Ako bef me zajedno nemaše da plače me, ti za mene, ja za tebe. Oči kriješ od mene, a srce boli za tebe. Može meni što ne sme me. Ti da brojiš godini, jas da pijam otrovi, to ali se naši sudbini. Me zajedno nemaše da žali me, za sve što ednaš ne si rekov me. Ako bef me zajedno nemaše da plače me, ti za mene, ja za tebe. Da žali me, za sve što ednaš ne si rekov me. Ako bef me zajedno nemaše da plače me, ti za mene, ja za tebe. Американската телевизиска мрежа CNN во својата туристичка рубрика ја издвојува и ја препорачува Македонија како една од европските дестинации што се уште е недоволно откриена од туристите, но има значителен потенцијал. Во текстот се наведува дека најголемиот дел од посетителите од светот кои доаѓаат во Европа традиционално ги избираат Франција, Шпанија и Италија
иако континентот нуди вкупно 44 земји признати од Обединетите нации, кои вреди да се истражат. Меѓу нив се издвојува Македонија, планинска земја северно од Грција, која заслужува поголемо внимание, пишува CNN. Земјава е опишана како дестинација со впечатливи природни пејсажи, од зелени падини до снежни планински врвови, како и со разновидна гастрономија, при што традиционалните јадења се разликуваат од регион до регион. Дополнително се нагласува и поволната клима, која придонесува за квалитетно земјоделско производство, особено на зеленчукот, како и за лозијата од кои произлегуваат богати и карактерни вина. Во текстот се нотира и растечкиот интерес кај американците за преселување во помалку познати европски земји, меѓу кои се вбројуваат Романија, Бугарија, Словачка, Полска, Албанија и Естонија. Во исто време, додека традиционално популарните дестинации како Италија и Португалија ги заоструваат имиграцијските правила, други земји натаму нудат поволни услови за живот, а дел од оние што веќе се преселиле ги споделуваат своите искуства за CNN. Rosino mome ubavo pokrisi belo to lice Sokoprineno šamiće da ne te vidi Alil Paša od visokite čardaci sošarena ta froze durbija. Уште зборот не дорече Пашата мија здогледал од високите чардаци со шарената турбија часку ми прати кавази на Фросина и рекоја. Frosino mome ubavo Selam ti čini Alil Paša večer da zgotviš večera Pašata da go prečekaš pošarenata odaja vođa pesni
te prosemine deri. Rosina veli govori zdravo živona anil paša da ne se laže da ide ja sum si liebe risjanče verata nesi ja menuvam za eden turčina lil paša. Македонската асоциација на новинари од објави на порталите дознала дека политичката партија СДСМ поднела кривични пријави против правни и физички лица во врска со телевизија Алфа за перење пари, даночно затајување и фалсификување деловни книги, меѓу кои Таргет Медија Скопје, Алфаскоп ДОО, потоа собственикот и основачот на Таргет Медија, како и управителите на Таргет Медија и Алфаскоп ДОО. Подносителот на пријавата, политичката партија СДСМ, не дава докази или околности во врска со своето тврдење, туку наведува во што се сомнева, а сомневањето не го подкрепува. Вака поднесената кривична пријава ја сметаме за експлицитен и брутален притисок врз телевизија Алфа, против која СДСМ води јавна војна веќе со години наназад. Подсетуваме дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше на власт 7 години и тоа во период кој го посочува дека се извршени делата за кои тие се сомневаат и денеска поднеле кривична пријава. Доколку имало незаконско работење на телевизија Алфа во тие 7 години, преку владините институции и судовите под контрола на СДСМ можеле тогаш да поднесат кривична пријава и да очекуваат процес. Но и покрај сите контроли од сите институции на владата на СДСМ не се утврдени кривични действија, ниту пак се утврдени некакви неправилности во работењето на телевизија Алфа и пријавените во кривичната пријава. Откако СДСМ не утврдиле незаконитости и неправилности во периодот на нивното владење за кое се однесува кривичната пријава, сега бараат институциите од новата влада да најдат нешто што тие не го нашле и што не постои. Таргетирањето на политичка партија и ваков брутален притисок кон еден медиум со национална фреквенција, Македонската асоциација на новинари и јавноста го доживува како обид за уништување на слободата на јавно мислење и новинарската професија. А кога веќе отвора прашање за перење пари преку маркетинг, обвинителството и СДСМ треба да седнат и да утврдат дали и како се переле пари за партиски потреби на СДСМ преку фондацијата Заеви и преку маркетинг агенцијата Токио, која се поврзува со нивниот поранешен премиер Димитар Ковачевски. Уште еднаш го повикуваме јавното обвинителство по службена должност да превземе мерки против политичката партија СДСМ и незините функционери, бидејќи заканите кон новинар, снимател или друг медиумски работник и медиум кој врши професионална задача се третира како напад врз службено лице, се вели во соопштението на Македонската асоциација на новинари. Маркетинг Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586
739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Полицијата поднесе кривична пријава против 45 годишен вработен во Управа за имотно-правни работи во Куманово, осомничен за злоупотреба на службената положба и фалсификување документи при приватизација на државно земјиште. Според информациите од СВР Куманово, осомничениот кој работел во подрачното оделение на управата во Куманово овозможил донесување и спроведување решенија за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост на две лица, со што им било овозможено да стекнат имот без правен основ. Полицијата утврдила дека во предметите бил направен недозволен пренос на идентитетот на подносителите, односно решенијата биле издадени на лица различни од оние заведени во службените книги. Дополнително, документацијата не била правилно евидентирана, содржала контрадикторни податоци, а дел од материјалите недостасувале. Во решенијата биле наведени и непостоечки записници, внесувани биле невистините податоци, а не било известено ни државното правобранителство, што е задолжително во вакви постапки. Со ваквото постапување според полицијата била нарушена законитоста на управната постапка и било овозможено противправно стекнување на државен имот. Единец се жени мајко денеска и во куќа тој ви носи сна убава. Тама нека удри силно да се разле, доста време ергеновен да се захле. Прва радост ваша, сака да ви наздрави, еј со полна чаша. Ајде, запејте, време е за славје, Господа ни подари велике ти здравје. Ајде, запејте, време е за славје, валандовски свадбари ке свират до забајле. Единец се жени, мили татко мој, нале ракија и вино, јас сум родот твој. И за сета љубов јас ќе ви се одолжам,
твој тало замили, татко ќе ја продолжа. Синот единец, прва радост ваша, сака да ви наздрави, со полна чаша. Ајде, запејте, време е за славје, Господа ни подари велике ти здравје. Ајде, запејте, време е за славје, валандовски сватбари ке свират до забајле. Сака да ви наздрави, со полна чаша. Ајде, запејте, време е за славје, Господа ни подари велике ти здравје. Ајде, запејте, време е за славје, валандовски сватбари ке свират до забајле. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во Истанбул оствари билатерална средба со председателот на Република Турција Реджеп Тајип Ердоган, на кој што било констатирано дека македонско-турските односи се одликуваат со силно пријателство, доверба и континуирана меѓусебна поддршка. Најпрво председателката изрази сочувство до председателот Ердоган за жртвите во пукање во едно средно училиште во Турција, посакувајќи побрзо закрепнување на настраданите. Турција секогаш била наш близок пријател и укажувала помош во најтешките моменти, како трагедијата во Кочани, и се солидаризираме со турскиот народ, рече Силјановска-Давкова. На средбата со Ердоган таа посочи дека преку своите институции и компании, од ТИКА, која што имплементираше 1320 проекти, до училиштата Маариф, турскиот културен центар Юнус Емре, Turkish Airlines, Халк банка, Турција е присутна во многу области во македонското општество. Двајцата председатели потпишаа заедничка политичка декларација за формирање совет за соработка на највисоко ниво, кој отвора можности за подинамична и поструктурирана билатерална соработка, што ќе резултира со одржување на прва меѓувладина седница. На средбата се разговарало за статусот на турската заедница во општествениот и политичкиот живот низ призма на правичната и соодветна застапеност, како и функционирањето на дел од образовните институции. Председателката Силјановска-Давкова упатила покана до председателот Ердоган за официјална посета на Македонија. Председателката престојува во Турција по повод учеството на 5-тиот дипломатски форум во Анталија. Сватови ќе
Еден од главните услови за успех на процесот на пристапување и проширување е самата Европска Унија да си закаже состанок за да го ревидира својот процес на одлучување, изјави белгискиот министер за надворешни работи, европски прашања и развојна политика Максим Прево, одговарајќи на новинарски прашања на заедничка пресконференција со неговиот домаќин Тимчо Муцунски. Прашан дали Белгија би се откажала од своето право на вето и би го прифатила принципот на квалификувано мнозинство, Прево рече дека сега постојаното прашање за едногласност поврзано со прашањата за надворешни работи и безбедност болно го доживеавме последните години. И тие често ја доведуваа Европската Унија во состојба на тишина и молк и на неможност да искаже глас како што треба да даде како геополитичка сила. Видовме што се случи со палестинското прашање, можеме да бидеме задоволни од поддршката што ја пруживме на Украина, но не сме среќни што ние не сме на масата, иако ние ја плаќаме сметката за тој ручек. Мислам дека функционирањето на овие 27 земји, а и утре доколку сме повеќе, треба да се повикаме на квалификувано мнозинство кое што ќе одземе еден дел од правото на едногласност за одредени многу конкретни прашања. Според Прево, судбината на Европа, која што се преобразува да биде не само еден голем пазар од милиони корисници, туку да стане една вистинска супернационална геополитичка сила во еден свет кој станува се повеќе и повеќе мултилатерален. Во спротивно ќе се соочиме со разни механизми на блокирање и блокади. Погледнете го механизмот на вето во применувањето на безбедносните политики во Обединетите нации, кои што многу често ги доведоа Обединетите нации во една полифонија при нивното искажување на позиција во однос на меѓународните конфликти, така што мислам дека ова треба да се избегне, изјави Прево. Одговарајќи на новинарски прашања како Белгија може да помогне и да спречи идно бугарско вето, Прево рече дека Македонија последниве децении остварила неколку разни трансформации и преобразби, кои што и символично и политички беа силни и дека мисли оти таа гаранција може да биде дадена во смисла дека нема да има нови барања после 6 месеци и дека нема да има повторно застој и блокирање во процесот на пристапување. Европската Унија како глобална институција, нагласи Прево, тешко може да даде гаранции во име на секоја од своите земји членки посебно. Она што може да го поттикнува Европската Унија преку диалогот, посредувањето и медијацијата е да учествува во осигурувањето дека Македонија ќе може да ги примени договорените измени во Уставот и дека нема други земји членки по 6 месеци, една година, 18 месеци да доаѓаат со повторни билатерални прашања за да го спречат, запрат и блокираат тој пат, нагласи Прево. Само да ти свира, баш под пензели.
гледа. Давам една лира, само да ти свира, баш под пенџери. Давам уште една, твојта усна медена, да ме поздрави. Давам една лира, само да ти свира, баш под пенџери. Давам уште една, твојта усна медена, да ме поздрави. Давам една лира, само да ти свират, баш под пенџери. Давам уште една, твојта усна медена, да ме поздрави. Давам една лира, само да ти свират, баш под пенџери. Давам уште една, твојта усна медена, да ме поздрави. Да ме поздрави. Поранешниот државен правобранител и актуелен адвокат Фехми Стафа признал вина за дело за кое се гони и е во притвор, потврдуваат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција за телевизија Телма. Според информациите, склучена е спогодба помеѓу обвинителството и Стафа, пошто тој признал вина за кривично дело примање награда за противзаконито влијание. Со спогодбата е предвидена затворска казна од 1 година и 3 месеци, но таа треба да биде потврдена од надлежен суд. Стафа беше уапсен во декември откако бил фатен со пари кои ги примил од сестра на неговиот клиент. Според истрагата, освен 20.000 евра што му биле пронајдени, тој наводно барал и добил вкупно 50.000 евра за да посредува и да влијае врз одлука на апелацијски судија. Предметот во кој требало да интервенира се однесува на лицето Љупчо Пецов, познат како ѓаволот, кој подолг период беше недостапен за органите на прогонот поради истрага за даночно затајување. Според наводите, Стафа тврдел дека може да обезбеди поволен исход во постапката, но наместо тоа беше приведен и помина повеќе од 4 месеци во притвор, пошто го признал делото. Во меѓувреме, Пецов доби мерка домашен притвор поради здравствена состојба, како и засилено полициско обезбедување. Со случајот е поврзана и посебна истрага за апелацијски судија, во која се испитуваат други околности и можни поврзаности, а истрагата е во тек.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. 21 годишен жител на Неготино е осомничен дека снимал војни активности на армискиот полигон Криволак и ги објавил на социјална мрежа. Од СВР Велес информираа дека со лицето бил извршен службен разговор откако се појавиле сомнежи дека неовластено фотографирал и снимал возила во конвој на армија на Република Македонија. Според полицијата, снимките биле јавно објавени на социјална платформа, со што, како што наведуваат, можела да се наруши безбедноста и трајноста на активностите што ги реализира армијата. За случајот бил известен јавен обвинител, а по целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава против осомничениот. Мојта приказна грудка вгради што ми тежи да си олеснам. Млади бевме, руди бевме и се сакавме. Вечна љубов турдо гроба си ветувавме. Некој рекол вечна љубов да не ја биде. Клета судба како сабја нас не пресече.
Од ДУИ наведуваат дека објавата на пратеник од Вреди, со која се обидел како успех да го прикаже двојазичното објавување документи во службен весник, завршила како јавен доказ за, како што велат, неспроведување на законот за јазиците од страна на институциите. Од партијата посочуваат дека службен весник не функционира во политичка желба или моментален каприц, туку има законска обврска објавите да ги публикува на два јазика, согласно важечкиот правен поредок. Од таму оценуваат дека пратеникот на Вреди во обид да се пофали, всушност промовирал примена на законска обврска, што според нив институциите секојдневно ја оспоруваат. Од ДУИ додаваат дека со споредбите што биле направени со други институции, јавно се потврдило оти дел од нив не ја почитуваат законската обврска за употреба на албанскиот јазик. Според партијата, тоа покажува дека проблемот не е во толкувањето на законот, туку во неговото неспроведување. Од ДУИ порачуваат дека владата и претседателката не можат да се кријат зад, како што велат, пропагандата на своите пратеници и дека кога целта е манипулација со јавноста, вистината излегува на површина. Тие додаваат дека со ова Вреди потврдил дека албанскиот јазик се потиснува од институциите преку систематско неспроведување на законот. На крајот од ДУИ бараат целосно и итно почитување на законот за употреба на јазиците од секоја државна институција, без исклучок. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде ти од животот мој. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде ти од животот мој. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Песни да пеам
солзи да леам или да тагувам. Ке ми се вратиш, писмо ке пратиш или ке останам сам. Без ти да пеам, солзи да леам или да тагувам. Ке ми се вратиш, писмо ке пратиш или ке останам сам. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Се што ми рече, ко жар ме пече, сон не ми доаѓа. Нема да љуби, срце што губи од жал, ке препукне знам. Се што ми рече, ко жар ме пече, сон не ми доаѓа. Нема да љуби, срце што губи од жал, ке препукне знам. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Поранешниот градоначалник на Делчево, Горан Трајковски, се соочува со кривична пријава поради сомнежи за злоупотреба на службената положба при спроведување јавни набавки. Според информациите од полицијата, пријавата е поднесена од надворешна канцеларија за криминалистички работи во Делчево, а се однесува на договори склучени во 2023 и 2024 година. Трајковски, како градоначалник, подпишал 2 договори за јавни набавки со економски оператор од Кочани, секој во вредност од по 236.000 денари, со важност од 1 година. Во постапката за 7 производи била понудена цена која била и до 12 пати пониска од онаа на другите понудувачи. Наместо да побара дополнително појаснување за невообичаено ниските цени, пријавениот го фаворизирал операторот и му овозможил да ги добие двата договори. Со тоа, според наводите, на правното лице од Кочани му била овозможена имотна корист, а случајот ќе го расчистуваат надлежните институции.
изгорам. Играј, смеј се ти, моите усни, љуби ги. Играј, смеј се ти, пушти срце да изгори. Играј, смеј се ти, моите усни, љуби ги. Играј, смеј се ти, пушти срце да изгори. Играј, смеј се ти, моите усни, љуби ги. Играј, смеј се ти, пушти срце да изгори. Играј, смеј се ти, моите усни, љуби ги. Играј, смеј се ти, пушти срце да изгори. Собранието одлучи да ја продолжи кризната состојба поради ризици во снабдувањето со нафта и нафтени деривати на територијата на земјата. Според одлуката, мерката ќе важи до 20 јули 2026 година и ќе започне да се применува од 21 април по објавувањето во службен весник. Продолжувањето следува поради неповолната меѓународна безбедносна и енергетска состојба, особено по ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток и нарушувањата во транспортот на сурова нафта преку Ормускиот теснец, еден од најважните светски енергетски коридори. Надлежните институции проценуваат дека по нападите кон крајот на февруари и блокирањето на дел од поморските патишта, протокот на нафта низ Ормускиот теснец е значително намален. Тоа според нив создава ризик од глобален недостиг и раст на цените, што директно може да се одрази и на домашниот пазар. Владата веќе најави мерки за облажување на последиците, меѓу кои намалување на ДДВ за енергенсите и намалување на акцизите за дизелот и безоловните бензини, со цел да се зачува стандардот на граѓаните и да се обезбеди стабилно снабдување. Надлежните тела за управување со кризи оценија дека причините за воведување на кризна состојба се уште постојат, па собранието ја овозможи на владата и во наредниот период да продолжи со мерки за стабилизирање на снабдувањето со енергенси. Kad si odiš mare, se za mene stvoriš. Ne sum bio za tebe, javo da me zeme. Pet pari ne vredam mare, ja zgoram po tebe. Daj mi, daj, jas da te imam. Daj mi, daj, jas da te ljubam. Daj mi, daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare, koliko pari vreda. Daj mi, daj, jas da te imam. Daj mi, daj, jas da te ljubam. Daj mi, daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare, koliko pari vreda.
ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Daj mi, daj, jaz da te imam, daj mi, daj, jaz da te ljubam, daj mi, daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Da te ljubam, daj mi, daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Daj mi, daj, jaz da te imam, daj mi, daj, jaz da te ljubam, daj mi, daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. А за самиот крај во катчето за најмладите да ја чуеме приказната за зајакот и желката. Ви посакувам пријатен ден. Ми треба совет. Каков проблем имаш? Другарка ми не престанува да плаче. Аман, што се случило? Наставничката по танцување рече дека нема да учествува на следниот надпревар. А досега без неа не се замислуваше ниеден наш настап. Сигурно има причина зашто е тоа така, нели? Наставничката вели дека другарка ми е многу талентирана, но во последно време отсуствуваше од часовите и кога доаѓаше не вежбаше баш. И сега плаче. Не знам како да ја помогнам. Па, ќе ја кажеш дека сега е доцнат да плаче. Ќе ја кажеш дека била вообразена, мислела дека е најдобра и со самото тоа си наштетила на себе си. Но не е ништо страшно, се може да биде поинаку. Ако пак се отепа од вежбање на часовите како некогаш? Токму така. И знаеш, уште што друго можеш да направиш? Кажувај. Можеш да ја раскажеш басната за зајакот и за желката. Слушај. Си бил еден зајак. Си била една желка. Зајакот, како и сите зајаци, бил многу брз, а желката се правела полека. Еден ден се сретнале на една цветна ливада. Желката учтиво го поздравила зајакот и му рекла: "Слушај, зајаку, се обложувам со тебе во што сакаш, дека ќе стигнем во шумата пред тебе." "Зборуваш глупости, Желко?" се изнасмеал зајакот. "Јас, кој трчам подобро и од најбрзиот пес во селото, јас, кого не може да го стигне ни најбрзиот ветер, зарем јас да ја изгубам трката? О, Желко, глупава Желко." Желката била упорна. "Не си фер, дај ми шанса." "Па, како сакаш? Ајде, прифаќам да се обложиме," рекол зајакот брзо, застанал до желката и почнал да брои. 1, 2, 3, тргнуваме! Желката веднаш тргнала. Брзала колку што можела, но тоа сепак не било брзо трчање. Полека се движела напред, но не гледала ни лево ни десно. Гледала само пред себе, гледала таму каде што била шумата и каде што сакала да стигне прва. А зајакот, тој не ни тргнал.
Стоел и размислувал. Зашто да брзам? Си рекол во себе. Ми имам време. Оваа желка се влече како полжав. Еден мој скок, нејзини 100. Можам да седнам, да се одморам, да попасам тревичка. Сето тоа можам да го направам и пак да стигнам на време пред желката. Како што си рекол, така и си направил. Седнал и со подсмев ја гледал желката како полека се движи пред него, како не гледала ни лево ни десно, како гледала само пред себе, гледала таму каде што била шумата и каде што сакала да стигне прва. Зајакот ја гледал, а мустаките задоволно му се смешкале. Убаво се поднаместил под едно дрво, дури и се протегнал. Кога пододморил, почнал да се чести со тревичка. Ням, да си апнам, да си го наполнам стомаков и со полн стомак побрз ке бидам од желката влечка. Си мрморел така сам за себе зајакот. Но, во еден момент се стаписал. Од изненадување не можел да се помрдне. Желката никаде ја немало. Ја барал со поглед на сите 4 страни, но од неа ни трага, ни глас. А таа, желката влечка, веќе била крај шумата. И требал само еден миг, па да стигне прва и... Стигнала прва. Доцна зајакот тргнал по неа. Доцна почнал да трча, доцна јурел како ветер, доцна трчал како што ни најбрзиот пес во селото не би можел да го стигне. Доцна. Кога дотрчал, целиот зазбивтан до шумата, желката сладко му се изнасмеала. И сега кој е глупав? Кој? Се јасно. Друг пат, зајко, биди поумен и немој да заборавиш дека често и најголемата брзина не помага. Ако не си ја почнеш работата на време. Вообразенко ниеден. Да одам кај другарка ми. Знам што да ја кажам. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.